Пратеничката Бисера Стојчевска, повелете. Благодарам, председателке. Законот за употреба на македонскиот јазик, кој што го донесовме после 18 години во јануар 2024 година, заедно сите. И кога мислам на заедно сите, мислам на сите пратеници од претходниот мандат, без разлика на партиска припадност. Денес го имаме на дневен ред да го измениме онака како што велевме дека нема да го направиме. Односно, борбата за една од најголемите борби покрај воспоставување на контрола врз тоа како се употребува македонскиот јазик, каде се употребува, дали се употребува правилно, и воспоставувањето на инспекторатот за употреба на македонскиот јазик. Денес во овој предлог закон имаме негово назадување. Во самиот член 1, со тоа што се брише, се прави, односно измената и се бришат ставот 2 и ставот 3 станува ставот 2, се губи правната и буџетската независност на инспекторатот и она што гледаме со последниот член од законот, всушност тој станува оделение во Министерството за култура, а не онака независно тело како што имавме предвидено со носењето на законот во 2024 година и она што беше побарано од стручната јавност на тие јавни дебати што ги имавме, што беше побарано и од засегнатите страни и оно што фактички го бара и самите вработени во Министерството за култура, сега Министерство за култура и туризам, овој инспекторат да делува како независно правно тело и така го направивме ние во законот, меѓутоа сега овде гледаме дека тоа го враќаме назад. Ја позадината ја знаеме, меѓутоа сепак се работи за еден инспекторат, се работи за Закон за употреба на македонски јазик, кој што, како што кажав, после 18 години се донесе и јас сметав дека министерот и министерството ќе смогнат сили, ќе се заложат за овој закон, дури и после завршувањето на изборите, после 23 јуни 2024 година, да го овој закон, народски кажано, да профункционира, да проработи и да не дојдеме, да се најде друго решение, да не дојдеме до оваа измена, а не да имаме инспекторат формиран со закон и да треба да го неговиот статус да го уназадуваме за да може тој да профункционира. Понатаму за еден ваков инспекторат, бидејќи знаеме и во јавноста и самата назначена директорка кажа дека е заглавен во правните лавиринти, тој не е заглавен во правните лавиринти, туку со самото согласување на законите со ЗОРОДУ мора, односно не се најде начин како инспекторатот за македонски јазик да се остане на ова ниво кое што го бараше и стручната јавност и цела јавност во текот на 23 и 24 година. Понатаму, она што исто така мене ме загрижува е дека не постојат јасни критериуми за селекција на директорот. Односно, овде има во член 22а, вели соработа на инспекторатот раководи директор, директорот го именува и разрешува владата на Република Северна Македонија. За именување на директорот, владата објавува јавен оглас во најмалку 3 дневни весници кои се издаваат на цела територија на Република Северна Македонија и така натаму. Што значи дека не се ставени кои се условите за избор. За директор, освен огласот, кој ќе ја спроведе селекцијата? Комисија во владата, комисија во Министерство за култура и така натаму. Немаме јасна постапка за, како што нема јасна постапка за именување, нема ниту јасна постапка за разрешување. Членот 3 вели дека во член 23.5 се менува и гласи: поседува уверение, сертификат или друг документ за положен испит за познавање на еден од 4 најчесто користени јазици на Европска унија. Ова измена беше направена и во самиот закон за култура, што значи дека повторно се намалува критериумот, односно имаме сертификат или друг документ за положен испит. До сега беа само сертификатите кои што се меѓународно признаени. Одам понатаму, во членот 24. Директорот своите надлежности ги извршува во согласност со членот 30 од Законот за инспекцијски надзор. Со што само со членот 30 се усогласува од Законот за инспекцијски надзор, затоа што може да настапи конфликт на интереси доколку овој закон, односно оваа измена не биде согласена со останатите одредби од Законот за инспекцијски надзор, што со другите членови каде што може да настане исто така конфликт на интерес. Она што е исто така доста интересно е во членот 24
во член 5 се извинувам, вели во членот 24 се додава нов член 24а, кој што гласи: под број 1, мандатот на директорот на инспекторатот му престанува на негово лично барање, односно оставка поднесена во писмена форма и по сила на закон, во еден од следниве случаи: ако кај него настанала трајна или привремена неспособност за непречено вршење на функцијата подолго од 6 месеци или настанала смрт. Каква е таа привремена неспособност? Дали не сметавме дека треба или дали не сметате дека ова треба да се додефинира? Каква е таа привремена неспособност за извршување на функцијата? Нема жалбена постапка во самиот процес на разрешување на инспектор, на директорот, се извинувам, и се разбира она што го кажав и на самиот почеток, односно она што стои во член 7, вели: Министерството за култура и туризам во рок од 30 дена од денот на влегување на сила на закон е должно да ги усогласи актите за внатрешна организација и систематизација на Министерството за култура и туризам со одредбите од овој закон. А што ако не ги усогласи во рокот? Имаме искуство каде што како што кажав, скоро месец дена, каде што ниту се усогласи на одредбите да се вработат нови лектори, ниту се усогласени одредбите за да се не ја видовме систематизацијата, односно не знаеме дали се усогласени одредбите со да се спојат Министерство за култура и туризам. Ту гледаме дека Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот се уште функционира како со својата директорка, што значи дека инспекторатот, колеги, за оној за кој што се боревме да биде едно независно правно тело, за кој што се боревме да има поголема автономија, со овој членот 7, се станува всушност само одделение, односно станува одделение во Министерството за култура и туризам и повторно се јавува можноста за политичко влијание врз директорот или раководителот на тоа одделение, затоа што влегува под Министерство за култура и туризам. Она правна независност што ја баравме, повторно ќе кажем, што ја бараше јавноста после 16 години, што ја имавме на хартија една година, еве ќе кажам година и пол негово донесување, сега доживеавме да биде укината, затоа што не смогна сили ниту министерот, ниту вработените во Министерството за култура и туризам да направат исчекор и овој инспекторат да го остават онака независен како што треба, затоа што се работи за закон за употреба на македонскиот јазик. За сега толку ви благодарам.